Кандидатот за градоначалник од општина Куманово, господинот Зоран Георгиевски. Повелете. Почитуван подпредседателе на владата на Република Македонија, почитуван министер за внатрешни работи, почитувани членови на извршниот комитет, представници на извршната власт, пратеници, членови на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија, почитувани медиуми, почитувани сограѓани, пријатели, дами и господа, браќа и сестри, добар ден на сите! Јас сум Зоран Ѓорѓиевски и се кандидирам за градоначалник на Куманово. Пораснав во овој град, живеам во овој град и затоа сакам да му служам на овој град. Ова е местото кај што го живеам мојот живот и ја следам традицијата на моите предци. Напредокот на општината значи и придонес кон напредокот на државата. Тоа е мотивот поради кој секој од нас се вклучува во изборите да ја оствари визијата за изградба на општина Куманово како една современа и просперитетна општина. Особена чест и задоволство ми е пред се да бидам кандидат за градоначалник од редовите на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија, но истовремено сум подготвен да ја преземам и најголемата обврска и одговорност во предизвикот на функцијата градоначалник. Би сакал на 24 март нашите сограѓани да не бидат само уште една бројка на избирачи за градоначалник и да не бидат политички дезориентирани со безброј пароли од изборните кампањи, туку навистина да станат градители на една здрава клима за темелни промени на градот. Да не се занимаваме само со минатото, туку да создадеме тим за иднината, за прогрес и за вистински промени. Народот е веќе изморен од силни ветувања и верувам дека ќе гласаат за оние кои имаат резултати на дело, а со тоа и ветувањата ќе ги спроведат на дело. За оние што ме знаат, ќе им се заблагодарам за повторно трпение од некоја минута, за да им се представам на оние што не ме знаат. Јас сум хирург, специјалист по општа хирургија, долгогодишен шеф и началник на хируршкото одделение во Куманово, член на Европската организација за ургентна хирургија, каде што издадов 2 научни труда, и член на Европското меѓународно здружение за лечење на хронични рани. Кога сме веќе кај хроничните рани, презентирањето на програмата ќе го започнам со надежта дека ќе можам и умеам заедно со сите вас да ги излечиме хроничните рани на Куманово. Тоа ќе го направиме со тимска работа и потполна посветеност. Секој во своите сфери на знаење и работење,
а за тоа сум подготвен да го понудам и целиот свој капацитет на знаење. Несомнено дека во соработка со институциите и со владата на Република Македонија ќе воведеме европски стандарди во функционирањето на идната локална самоуправа. Со добар и реален план, нашата цел ќе биде да одговориме на барањата на нашите граѓани. Со мојата кандидатура и програма верувам во создавање на една потполно нова клима за поквалитетен и посовремен живот во овој град. Ударните проекти од мојата програма се водоснабдување со кое ќе се овозможи доволен доток на вода до фабриката за вода во општина Куманово. Овој проект е многу битен затоа што сите кумановци и од централното и од приградските населби мака мачат во последните 30 години со водоснабдувањето за основните животни барања. Да не кажам, преко лето мислена именка во приградските населби е чиста вода. Со овој проект ќе ставиме крај на маките на сите тие луѓе, на сите овие жители од Куманово и еднаш за секогаш тој проблем да го тргнеме од дневен ред. Да овозможиме да се надмине проблемот на невработеност со изградба на индустријска развојна зона. Ние како локална самоуправа веќе имаме обезбедено место во близина на местноста на Романовце, каде као локална самоуправа сите оние инфраструктурни дејности кои треба да ги поседува тоа место како општина ќе ги направиме. Со помош на владата ќе се најде стратешки партнер за отворање на една, да кажам, бесцаринска зона, каде голем број луѓе од оваа општина ќе го најдат своето место. Ова е еден од најгоречките проблеми во градот, затоа што можеби знаете, можеби не, цифрата на млади луѓе кои се надвор од овој град е 20.000 луѓе, што во Авганистан, што во Ирак, што во Кувајт, Словенија, Црна Гора и насекаде по светот. Време е да најдат место во овој град и да го продолжат својот живот тука. Да изградиме атмосферска канализација на улицата Бранко Богдански Гуцман. Во сегашниот момент атмосферската канализација е приклучена на фекалната канализација. При поголеми поројни дождови доаѓа до запушување на постоечката фекална канализација, така да се ствараат реки, за кои сите сте сведоци и знаете што се може да носат. Со овој проект ова ќе биде надминато, фекалната канализација ќе се биде приклучена на централната канализација, а атмосферската ќе биде приклучена во потечинието на Кумановска река. Да отвориме 3 нови детски градинки во населбите Зеленрид, Перочичо и населбата Карпош. Еден од горечките проблеми на Куманово е што секоја година од 150 до 250 деца не остануваат збринати по постоечките градинки, бидејќи капацитетите на градинките се мали, така да младите двојки од овој град имаат еден реален проблем. Бидејќи овие 3 населби се млади населби, постои реална потреба во тие населби да бидат изградени овие детски градинки. Влезени се кај нас во програмата и се надевам дека во наредните 4 години
ќе бидат реално реализирани. Да изградиме 3 спортски сали во училиштата Наце Буѓони, Јероним Дерада и Кирил и Методи во село Романовце. Средното техничко училиште Наце Буѓони постои близу 50 години. За 50 години Наце Буѓони нема своја спортска сала. Мислам дека е дојдено времето еднаш и Наце Буѓони да се закити со спортска сала како што му доликува на еден средношколски центар. Да реализираме локални патишта во урбаниот и руралниот дел, а воедно не заборавајки да ги преуредиме постоечките влезови и излези на Куманово по сите можни европски стандарди, вклучувајќи светлосни решенија. Од локалните патишта, кои веќе подолг период стојат нереализирани, е локалниот пат Селопчиња Вака Винце, со што долгогодишната желба на жителите од тој регион по скратен пат да одат до престолнината, каде што многумина од нив и работат. Понатаму, рековме, влезовите и излезите на градот Куманово сега за сега не наликуваат на ништо. Со нашава програма ќе направиме сите тие влезови и излези да покажат дека Куманово во наредните 4 години ќе биде европски град од самиот влез. Конечно е дојдено времето во Куманово да формираме јавно сообраќајно предпријатие кое со години им недостасува на граѓаните. Сведоци сте дека во Куманово има реална потреба за едно јавно превозно предпријатие, бидејќи сегашниот хаос од комбиња, диви автобуси, кршеви во кој се наоѓа Куманово, време е еднаш да престане и време е еднаш да се реши.